Научниците со црни сценарија за Преспанското езеро. Доколку веднаш не се превземат мерки, второто по големина природно езеро во Македонија буквално ќе го снема. Ќе исчезне пред крајот на 21. век, односно за помалку од 40 години. Овие поразителни предвидувања на науката доаѓаат по најновите истражувања кои говорат дека споредено со претходните 12 месеци, нивото на Преспанско е намалено за 55 сантиметри, односно за цели 120 милиони кубни метри, што е повеќе од двојно од годишниот просек кога се губело по 50 до 54 милиони кубни метри вода. Ако направиме некаква средна вредност, ако го пресметаме просекот, кој што езерото го губело и од меѓу 1985 и 1995, тоа е критичниот период во кој што навистина многу се намали. И од прилика во тој период опадна некои 5 метра, сега сме полошо од тоа. Значи трендот на губење на вода конкретно оваа година и минатата година е многу полош отколку трендот во тие црни години. Така да ако не чека топло лето како што најверојатно ќе биде, ситуацијата ќе биде веројатно многу пострашна него дури нашите најцрни предвидувања. Според мерењата на УХМР, езерото изминативе 2 години стагнираше и во период кога тоа обично се полни, барем за 40 на сантиметри, од ноември до мај. Климатските промени, неповолната хидролошка состојба, испумпувањето на Преспанското езеро кон Охридското преку карстните канали под Галичица се дел од факторите за намалување на водостојот. Сепак главната причина за ваквата апокалиптична состојба е човекот. Во услови кога пресушуваат дел од реките кои го полнат езерото, водата неконтролирано се користи за наводнување во трите држави кои го делат Македонија, Албанија и Грција. Не смееме да стоиме со скрстени раце. Еден од начините за спас на Преспанско е да се донесе вода, вели професор Апостолова. Не е невозможно, само е доста потешко со многу финансии и со многу се бараат многу големи стручњаци кои тоа би требало да го смисла, да речеме. Меѓутоа не го сметам за неизгодливо, особено не се сложувам со луѓе кои што велат па како ќе донесеме вода од некој друг слив, например. Нели, да речеме. Па што е важно? Мислам, по случајов не треба го спасеме езерото, ако по случај немаме некои реки што би може да ги пренасочиме. Мора таа вода и да биде од, не знам, од Вардарскиот слив или од каде ќе оди, тоа треба да се биде. Друг излез за спас на Преспанско е затворање на барем половина од подводните понори во заливот во Албанија, во близина на Долна Горица и Пустец, под услов да нема понатамошно намалување на врнежите и зголемување на испарувањето, како резултат на глобалното затоплување. Во спротивно, со никаква интервенција не би може да го соприме пресушувањето, но мора да направиме обиди Преспанско да не ја доживее судбината на десетици езера во светот, кои се во фаза на исчезнување. Сегашната состојба е многу загрижувачка, затоа што од 1963 година езерото изгубило 60% од својот волумен, а квалитетот на водата е се полош.